Гневни ненадлежните, во паника, истравувајќи за сопствениот живот. Пациентите со хронични заболувања прашуваат кој ќе сноси одговорност доколку се заразат со COVID-19 на работното место и ја изгубат битката со болеста. Хронично болните пациенти со остри реакции за најновата владина одлука да се вратат на работните места од 23 месецов, во период кога се предвидува уште полошо ковид сценарио. Хронично болните ги очекува тежок период, здравството ни е кревко, треба сите да се заштитиме, а најповеќе тие што 6 месеци беа ставени во група на ризични хронични болни. Значи, ние сами не се ставивме во ниедна група, не ставија СЗО и министерот и Комисијата за здравство. Не само хронично болните, и самохраните родители се загрижени и прашуваат што да прават со своите деца додека се тие на работа. Ако еден од оние кои ја донесоа одлуката и кои вакава им пресудија, успее да биде на две места во исто време, слободно нека се пријави, да му честитаме и да не научи како треба да се поделиш физички и да бидеш на две места во исто време. Дали власта прекјутно со олабавување на мерките и тоа преку најранливите категории на граѓани сака да го спротне шведското сценарио? Според микробиологот Пановски, нелогично е децата да не одат во училиште, а хронично болните да одат на работа. Нелогично е тоа што го кажавте, да децата не одат во училиште, младите а се цело време заедно и надвор, па и внатре, а да хронично болните, особено оние што не се компензирани, одат на работа. За ова требаше да се зборува во мај месец, меѓутоа очигледно некој мисле дека ќе прекине вирусот во јуни и се ќе се види како што треба, што беше големо промашување. Новата одлука на владата ги загрижи и мајките кои се на продолжено породилно отсуство. Тие на социјалните мрежи најавуваат протест за вчетврток пред владата.